Добро дојдовте во кол-центарот на ЈП ИСАР. Поради контрола на квалитетот на услугата, разговорот ќе биде снимен. Вашиот повик ќе биде преземан од оператор во најкосможен рок. Од денеска ставен во употреба новиот кол-центар на јавното предпријатие ИСАР. Проблеми со дефекти, собирање на смет, пријава за кабаст отпад и слично ќе може да се пријавува на унифицираниот телефонски број. Граѓаните ќе добијат повратен одговор. Повикот ќе биде снимен, а екипи на јавното предпријатие ИСАР веднаш ќе излезат на терен доколку има потреба за решавање на проблем. На телефонскиот број 032 609 555 граѓаните ќе можат да ги пријавуваат дефектите, да ги пријавуваат и укажат своите потреби и нашите служби автоматски ќе добиваат преку овој современ кол-центар работен налог и ќе постапат по извршување на истите работни задачи. Морам да напоменам дека заради квалитетот на разговорот и услугите кои што ги нудиме, разговорите ќе бидат снимени и можам да кажам дека заврши времето кога граѓаните ќе се жалат или ќе можат да се пожалат дека не биле услужени од страна на јавното предпријатие во врска со проблемите со кои што се соочуваат. 24 часа на ден ќе функционира кол-центарот на јавното предпријатие ИСАР. Тоа значи дека во било кој период од денот да се случи дефект или граѓаните да имаат проблем, ќе бидат услужени. Во случај на поголем дефект и поголем број повици, граѓаните ќе бидат известени дека екипи веќе се на терен. Овој кол-центар ќе биде на располагање 24 часа на ден, доколку има поголем дефект или дефект на кој што ќе се јавуваат поголем број на граѓани во исто време. Ова софтверско решение го овозможува тоа, значи овозможени се голем број на повици кои што можат да се остварат во исто време. Дел од нив операторот ќе ги прифати и ќе разговара со нив, а останатиот дел по претходно снимена автоматска порака граѓаните ќе бидат известени за барањето кое што го има во овој случај, нели рековме да го има поголем дефект. Ова инвестиција на јавното предпријатие ИСАР е помалку од 60.000 денари. Службите веќе се обучени за работа со кол-центарот и нема да има потреба од ангажирање на нови лица во јавното предпријатие.